Елиезер. За патот. За вистината. За животот. Слово Господово. Стани и слези во домот на грнчарот, и таму ќе ти ги кажам зборовите мои. Слего во домот на грнчарот, а тој ја вршеше својата работа на тркалото. Садот пак, што го правеше грнчарот од глина, се растори во рацете негови. Но тој одново направи од него друг сад, како што му падна на ум да направи. И дојде слово Господово до мене. Не можам ли да постапам со вас како овој грнчар? Рече Господ. Ете, како што е глината во рацете на грнчарот, тоа сте и вие во рацете мои. Понекогаш велам јас за некој народ и царство дека ќе го искоренам, ќе го згазам и погубам. Но ако тој народ, врз кого сум го изрекол тоа, се поврати од лошите своји дела, јас го одлагам злото, што сум намислил да го направам. А понекогаш велам за некој народ и некој царство дека ќе ги подигнам и ќе ги зацврстам. Но ако тој народ врши зло пред очите мои и не го послуша гласот мој, ќе го повлечам доброто, со кое сум намислил да го дарувам. Па така, кажи им на луѓето. Вака вели Господ. Еве, јас ви подготвувам зло и смислувам нешто против вас. Затоа, повратете се секој од својот лош пат и исправете ги патиштата своји и постапките своји. Но тие велат, не надевај се, ние ќе си живееме како што сакаме и секој од нас ќе постапува според своето закоравено зло срце. Затоа вака вели Господ. Распрашајте се меѓу народите, дали чул некој нешто слично? Многу гнасни дела извршивте. Ги напуштали снегот планинските карпи и секнуваат ли по други места течните студени води? А мојот народ ме остави. Кади на суети, се сопнува на своите патишта, ги остава старите патишта, за да оди по патеки, по непорочен пат. За да ја направи земјата своја ужас, вечен срам, така што секој што ќе минува преку неа да се чуди и да мафта со главата. Како источен ветер, ќе ги распрснам пред непријателот. Со грбот, а не со лицето своје ќе се свртам кон нив во денот на нивната неболја. Така вели Господ. Проклет да е човек кој се надева на човек и кој телото го смета за своја крепост и чие срце се одвраќа од Господ. Тој ќе биде како троскот во пустина и нема да види кога ќе дојде доброто. Па ќе се насели во топли пустински места, во земја солена и непогодна за живење. Благословен е човекот кој се надева на Господ и кому надежта му е в Господ, затоа што тој ќе биде како дрво посадено крај води, што ги пушта корењата свој покрај патот. Тоа не стравува кога настанува припек, лисјата му се зелени и во време на суша не се плаши и не престанува да дава плод. Лукаво е човечкото срце повеќе од се и е наполно расипано. Кој ќе го разбере? Јас, Господ, проникнувам во срцето и ја испитувам внатрешноста, за да му дадам на секого според патот негов и според плодовите на делата негови. Како е ребица што лежи врз јајца што не ги снела, таков е оној, кој со неправда спечалува богатство. Тој ќе го остави во половината од животот свој и на крајот ќе се открие дека е глупав. Елиезер.